Со мене во студиото се колегите Дејан Андониć и Мирче Адамчевски. Добро утро и на двајцата. Ветерани во известување за меѓународни компликации, ако смеам така да кажам. Мирче, ако ми дозволиш прво со Дејан да видиме што има најново ни светот. Светот со една реченица вчера го апсија Бојко Борисов да не почнеме веднаш со да не почнеме веднаш со Украина, пошто предпоставам дека 90% од информациите се да беше актуелен премиер, можеби ќе беше прва вест, ама сега некако пошто не е. Па се очекуваше да е на апсењето, него се најавуваше и така, иако морам да кажам дека има една коинциденција, а веројатно и не е коинциденција, се поклопи истиот ден кога Лаура Корвеши, европската обвинителка за организиран криминал, престојуваше во Софија и веројатно тоа има врска, не знам што се коментари. Па има врска, веројатно се активирани оние обвиненија или оние наводи кои ги имаат, сомнежи практично со европските фондови, но ајде да не зборуваме за тоа, да оставиме да видиме како сето тоа ќе се движи. За денеска е најавени се големи протести на неговата партија, односно опозицијата во Софија, ќе видиме што ќе се случува. Не е тоа во жижата на интересот светски, се знае што е тоа Украина, 23 ден во четврта седмица влегува, би се рекло, неуспешната руска воена инвазија врз Украина, нешто што можеби никој не го очекуваше. Ако се земе во предвид дека има 3 суперсили во светот, Соединетите американски држави кои се најсилни, дека руската има воена моќ, а Кина има економска моќ, сега се чини дека оваа воена моќ на Русија, барем сега за сега, не оди по посакуваното сценарио. Околу 7.000 за Москва. За Москва, да, околу 7.000 загинати војници е некоја бројка. Морам да кажам дека сите информации треба да се примаат со резерва, бидејќи ние кажуваме што гледаме, коментираме она што го гледаме. Таму и двете страни, не можеме да дознаеме. Сите страни, впрочем и вон Украина и вон Русија, претпоставам шпекулираат со бројките. Но дека има голем број на загинати руски војници има, сега дал се 7.000, 5.000, тоа е веќе бројка. Она што е во денеска во фокусот е секако средбата, односно разговорот помеѓу Бајден и Си Џипинг, Кина и Соединетите американски држави, прв разговор од почетокот на војната. Се очекуваат тешки разговори, зошто бидејќи Соединетите американски држави веќе неколку пати ја предупредуваат Кина, но ќе кажам и Индија, дека ќе се соочат со огромни санкции, доколку на некој начин и помогнат на Москва. Од друга страна, јас секогаш сум бил скептичен за овие обвинувања, меѓутоа и Путин тврдеше дека нема да ја нападне Украина, па ја нападна. Веројатно имат разузнавачки информации дека има некаква соработка или некои ветување од страна на Кина дека ќе помогне на Русија. Оттаму и заканите, денеска се очекуваат тешки разговори. Овие разговори доаѓаат по вчерашните излегување во јавноста на одреден мал инцидент кога рускиот шеф на дипломатијата Лавров тргнал на кај Пекинг, па од некои засега неразјаснати околности бил повлечен, што се толкува дека можеби Кина ретерира и можеби, велам можеби, нема да и помогне на Русија, но да видиме. Морам да кажам пред Мирче да го вклучиме во разговорот, покривањето на оваа војна е како никогаш досега, во која смисла, бидејќи ние се изнагледавме разни војни интервенции во последниве 20-30 години, особено блискиот истак таму во Азиите и така натаму, тоа беше некако далеко од нас, но кога се случува во Европа, јас на пример ги следам мрежите кои што покриваат во реал тајм летовите на авиони. Тоа се цивилни информации кои што не мора да имате сателитски воени, не знам какви инсталации за тоа да го гледате. Вчера, например, беше импресивна гледката, бидејќи од Украина кон исток небото е празно практично, од кон запад тоа не може да се види картата од колку авиони летат, но вчера онака десетина летови од Москва кои што одат кон далечниот исток сега. И при тоа, бидејќи сите авиони се регистрирани, добивате веднаш информација кој е авионот, цивилен, воен, но се неверојатно. Од друга страна, анализите, ќе се потрудиме идната недела да повикаме сега колку има во Македонија експерти за тоа, и тоа анализите за тоа како се одвива всушност војната, не оваа пропагандна медиумска војна, туку војната на GPS системите, на како да кажем на нарушување на сигналите сателитски, наведувањата на ракетите, авионските комуникации, дури комуникациите помеѓу тенковските офанзиви, како тие се џамираат, што се вика, како многу еден занимлив аспект кој што
се покажува дека колку што имаш потреба од челик на земјата, значи оклопни возила, тенкови, ова другиот аспект е исто толку Тука ја губат, ми важен. се чини, русите војната Па, и ќе видиме што сировата ќе кажат сила, експертите, ама очигледно дека координацијата им е катастрофална. суровата сила која имаат на теренот е Само да немощна. кажам еден детал, да речеме, кој ми остави впечаток. Овој последниот, наводно, кој е убиен генерал руски, тој не е убиен со снајпер, туку затоа што користел обичен телефон. И потоа фатен му е сигналот и наводно е гаѓан телефонот директно со ракета и така е загнат. Сега, велам, во оваа војна, во вакви настани има секојаш многу пропаганди, човек треба се со резерви да фаќа, но тоа воопшто не звучи нереално, морам Не, да па кажам. тоа се случи само во пред да почне гостино да зборува со чеченскиот лидер Жохар Дудаев, Така и него кога го- 91-а дури, значи во минатиот век, русите го гаѓаа веднаш од како го активираше телефонот. Така да таа е технологија која не е нова и ме чуди зошто сега повторно ќе се оградиме. Не знаеме што се случува, но очигледно GPS системите се под владение на САД. Да, добро. Ќе видиме тоа како се ќе се развива, комплексна е таа сторија. Мирче, влегуваме во една друга комплексност. Очигледно е дека ние обично велиме сите војни на крај завршуваат со преговори, освен ако едната страна не е комплетно. Па е дури и таа во некаков шатор или вагон се тера да подпише некаков документ капитулација. Во која фаза сме со преговорите, оти се гледа една засилена активност на многу страни? Преговорите се трескавичи. Значи, и вчера разговара, и излегуваат и од руска страна представници, излегуваат од украинска. Очигледно се прави да се главна цел да се сретнат Путин и Зеленски. Тоа е главната цел. Тоа е главната Таму ќе се цел. реши. Затоа што вика Путин решава за се. Добра, а очигледно ние тоа го знаеме. Не доаѓа до такви средби кога се веќе не е договорено. Нормално. И Бидејќи затоа тие нема реков да се расправаат на трескавична, масата. Имаат по неколку групи кои што преговараат, кои што разговараат, разгледуваат најразлични детали. Она што излезе Financial Times рекоа некои 15 точки. Украинците рекоа дека се тоа барања на русите, па некој вика да не се барања, таму има и украински барања. Значи, таму има некоја вистина вака произлегува од тие точки, меѓутоа преговорите се уште се водат. Вчера беше Чавушоглу и завчера во Москва и во Киев. Разговараше со Сергеј Лавров и со Кулева, министр за надворешни работи на Украина. Излегува заеднички и едните и другите дека се подготвени да се потпише некаков договор. Прашање, ќе видим дали ќе биде договор. Значи, треба да се потпише некаков документ со кој што примирие ќе има, па после да се повлечат руските трупи. Така рато, меѓутоа не знаеме се детаљите, не сакаат да зборуваат. Вчера имаше брифинг портпаролот на Руското министерство Марија Захарова и на прашањето од странските новинари за текот на преговорите рече најважно е што напредуваат. Ги има и Значи, напредуваат. најважно е што напредуваат. Значи, сега треба да очекуваме. Некој вика до крајот на април, некој вика во мај ќе биде постигнат договорот. Очигледно дека тешки се прашања постави на Кои се главните актери, Мирче, освен се разбира Украина и Русија? Бидејќи добиваме сега, разни вака информации сега ќе ви кажам, сега, кога- израелците, кога почна- турците, кинезите. Кога почна најавите дека ќе има преговори за мир, главни беа први се јавија кинезите, уште вториот ден, и тие се понудија да посредуваат, затоа што да не забораваме, Кина ја гарантира, односно залага за територијалната целосност на Украина. Значи што е вака еден став прилично против барањата против позиции, Русија, да. Па и против целата руските инвазија, позиции, да. да. Не, кинезите се многу мудри тие во својата надворешна политика, така што Затоа што тоа им се одразува на нивни тоа, проблеми по тие тоа. си имат и тие своји проблеми, други разбира. утре, други ден. Значи имате една принципијална политика која што ја спроведуваат. Па се јавија турците, па се јавија израелците. Израелците дури во Джерузалем пост имаше дека отишле таму или на CNN, се не сеќам, пошто има Да, многу имаше извори. информации дека шетаат во сите. Да, и дека отишле таму со благослов на американците. Значи еден играч кој што е во сенка, длабоко во сенка, кој што не е истопорен напред. И кој што остана воздржан, да И кажем. кој што засега во целата имаше ескалација. една изјава пренесено дека доколку сакаат овие украинците, ние дипломатските напори можеме да им помогнеме, но Русија останува на своите цели што ги има. Значи толку една реченица беше од страна на Америка.
Така што и кога почнаа преговорите, изјавата беше од страна на Украина дека ќе се водат преговорите, но со секој, да речеме, со консултација на Украина, со консултација со САД и со Европа. Морам да кажем дека пропадна оние мисии на Шолц, на Макрон, се обидоа, одеа телефони едно друго, но русите не ги сметаат предпоставно за непријатели во целиот заради санкциите. Денеска Макрон повторно, синоќ ја прочитав дека тој навлезе во една предизборна кампања. Да кажем само една реченица. Французите оценуваат дека тој всушност не води предизборна кампања по митинзи во Франција, туку толку многу добива поени со ова што го прави да нема. Да, веќе нема потреба да. Тој вчера изјави дека треба да се подготуваме за голема војна во Европа, така што и беше најавено после тие негови зборови дека денеска ќе му се јави телефонски на Путин. Сега Путин веројатно е договорен. Тоа чиме има најавено тоа. Ќе има разговор, ќе ги задржат позициите. Како што беше и со Шолц, онеј пат и двајцата разговараа со Путин и Зошто е тука Турција интересен играч? Турција е интересен играч затоа што Турција е многу влијателна, таа е многу блиска и до Русија, а блиска и до Украина. Црното море ги разграничува. А да не забораваме дека Турција многу Бијќи членка на НАТО меѓу другото. Баш како тоа што е НАТО, него и геостратешки Крим, таа смета дека бил на времето кога нели во борбата со Турција Теозебе и стално се бори за правата на татарското население, што е на Крим на татарите и има многу добри односи. Само да кажем уште еден детал кој што не знам јавноста колку знае, еден од најупотребуваните оружје на украинците се турските дронови, кои што е занимливо, тоа се релативно ефтини, помали димензии, поспори, но се покажуваат многу ефикасни. Барем во оваа фаза на војната, ти сега читам анализи како и тоа веќе се од другата страна се ремедира се добро. Тоа се турците. И токму турците при големи се, мислам, човечките односи, не само државните односи, меѓу Ердоган и Путин. Дури Ердоган има една изјава дадена дека Путин е човекот во што ќе рече, тоа ќе направи. Ако рече ќе најави војна, ќе најави војна. Ако рече ќе најави мир, ќе најави мир. Се знаат многу добро двајца, не знам досега колку пати се има сретнато. Од друга страна, турците ги поддржуваат, украинците им даваат оружје кое што е убиствено за од трета страна, они се спротивставени во Сирија, каде што Турција има индиректно се вклучени и во оваа војна и затоа сметам дека можат многу да направат. Обидот на Нафтали Бенет, премиерот на Израел, не знам како ќе заврши. Тој повторно, гледам, разговара. Но сепак да те прашам, Мирче, може ли преговори вака да се водат толку мултилатерално? Ти сега секој по нешто додава, не настануваат ли забуни? Нафтали Бенет рече ова, Ердоган рече она, кинезите... Има координација голема, Сашо. Има голема координација меѓу сите тие. Значи, Нафтали Бенет ќе збори, да речеме, со предпоставка, со Путин. Одма се јавува телефонот во Вашингтон или во Украина или во Франција, во дека на украинската страна најголемата координација е Вашингтон, претпоставам. Нормално. И всушност нормално. Преговорите се водат со и нормално. Благослов мора да има благослов и детално координирање. Ама не вклучени се американците, се многу вклучени во целата оваа работа и мислам дека тие ќе им сугерираат за одредени работи кои што Мирче, она што мене ме загрижува и што читам и разни други аналитичари го поставуваат како можен проблем е кога ќе почнат преговорите секогаш ги диктира атмосферата на терен. Бидејќи едно е ако победувате, друго ако губите, се разбира дека факт е дека руската инвазија не оди според планот на генералите. Сега ние ќе се изначитаме, предпоставам анализи постфестум од кога ќе заврши војната се и се што ќе. Така е на крај. Меѓутоа, постои ли опасност заради тоа што влегуваме во една френетична фаза на преговори кои ќе трае веројатно неколку недели, да русите направат сепак обиди. Мене на пример ме чуди гајте Одеса, која што е потполно окружена. Мариупол, да не го ни спомнувам, кој што е потполно. Сега таму русите редат бродови, имаат моќ неверојатна, тие може да ги срамнат со земја, претпоставам за 15 минути и така натаму. Постои опасност сега Русија да засили едно воено темпо, колку толку во наредните 5-10 дена да покаже дека напредува, дека победуваат, за да тоа е врзано со преговорите. Јас не ги знам какви биле речува тие анализа, ќе се прави некаде почетните намери на русите, до каде што и како не е битно. Меѓутоа сега се длабоко навлезени во таа војна и не може ништо да се исклучи. Не може да се исклучи напади врз Одеса, затоа што
Ono je na terenu koja će zastane koliko poveć imaš teritoriju osvojeno, toliko moćta na pregovorite je posila. Međutim, zakon koja čitam, koji će reći, će traje mjesec dana, reče ova, do maj će trajati pregovorite. Zašto vikam ne gi napara za 3 dana, za 4 dana? Da, isto i to, a mene me čudi, će biti što će se razgovarati 2 mjeseca. Vikam, pretpostavka moja je neka, i Ukrajinci da se nadeva neka tije su kontraofanziva, može biti istisnut. zato što je već će dobivati oružje. Amerikanci rekao, za 1 milijarda će im dati denojeve oružje. Vikam da ne se nadevati tije su amerikanska pomoć, kontraofanziva, da povratat nekoj teritoriji pa da se ih podobra pozicija. Se razbira. Dogo bi je menem. Cela tova работа mi je čudna, особено ako najave дека до май ќе се... Морам да те прашам, кои се барем од она што го гледаме? Кои се сепак 2-3 клучни точки за кои се преговара? Бидејќи Путин тргна со демилитаризација, денацификација, Донбас, Крим и така натаму. Овие рекоа ништо не даваме, тоа смешно, ние сакаме нашите територии. Зашто е, кој е клучниот спор што ќе се јави? Тие што ги спомнавте, тоа се тие главните точки. И вчера беа кажани на пресконференцијата, веројатно може би, знаете, кога збори порт-парол малку и пропаганда има. Меѓутоа, и тоа што го искажа, повтори тие 3 клучни работи. Демилитаризација, денацификација и невлегување во неутралност. Да остане Украина неутрална. Да остане неутрална. Украинците до некаде се согласија за неутрална, меѓутоа сега имаме нов елемент. Бараат нов сојуз или бараат, значи, гаранција, НАТО да даде гаранција. Тоа е баш, тоа е друго. Вчера Зеленски рече United for Peace некаков сојуз. U24. Значи да има сојуз во кој што ќе може одмah да се интервенира, да ни се помогне, да ни се направи. Добро, како што е познато, Украина ги доби тие гаранции и во 90-тите години кога стануваше независна, дури од Русија беа тие гаранции, од Европа и така тоа се. Тоа е друго прашање за гарантија, ќе ви кажам. Ова што го загатна Дејан, тај баре истовремено гаранции од постојаните членки на Советот за безбедност, плюс Турција и Германија. Да. Значи тие да бидат гарантите за неутралноста воена на Украина. Сега околу ова што рековте ќе ги добија гаранциите. Меѓутоа тоа беше меморандум. Тоа е меморандум со кој што големите сили Британија, САД и Русија и Франција во позадина ја гарантираат безбедноста и територијалниот суверенитет. Сакаш да кажеш дека после војна многу потврсти се гаранциите од колку е сакам да кажам, меморандумот не е исто што и договор. Па тоа сакам да кажам, да. Тоа е нешто. И сега има анализи, разни експерти се во преговори ги предупредуваат украинците да внимаваат што ќе потпишат. Дали ќе потпишат договор кој што треба да биде ратификуван во парламентот украински, дали ќе биде еден вид меморандум или ќе биде некоја декларација од која што ќе произлегува дека ќе има мир, дека ќе има тие што. Сега проблемот што е со договорот. Тоа посетува кај нас како беше со преаспанскиот договор, па се крена се, затоа што внатре кој ќе се постигне договор некаков за мир меѓу Русија и Украина, ќе има многу работи од кои што народот нема да биде задоволен. Некој, внатре во Украина. И може пратениците. И може би ќе се крене време, може нема да сакаат да го изгласаат тој договор. А Зеленски и САД дале согласност. Да не заборавиме, Украина за разлика од Русија е демократска земја. Тоа што ќе каже Путин во Русија, тоа ќе биде, а ваму треба и да се гласа во парламентот. И затоа, значи, предупредуваат некои аналитичари да се внимава околу договорот. Имаме можност да се навратиме на тоа. За крај, Мирче, не можам да не го искористам твоето присуство. Си бил долги години во Москва, ја следи ситуацијата. Што се случува во Москва? Во Москва имам ја и мои луѓе, вака сега. Колегите, што ми се новинарите, од едно дури така ми рече, Мирче, не можам вика ни да пишувам, ни да работам, просто се срамам од тоа што се случува. Затоа што контактираат, новинари се мешале, се правеле со ова. Многу им е непријатно. Други луѓе вика има некаков мирис чуде, меѓутоа спокојно е, мирно се, така да као да се случува некаде кој зна далеко. Меѓутоа ние знаеме Југославија кога беше почнала Словенија се случи, па за неколку години дојде кај нас, така да во секој случај не е пријатно, не е пријатно. Путин е за сега комплетно безбеден, контролира се, претпоставам. Се уште. Да, нема никакво навестување дека се уште контролира, се уште гледаме работи, ги гледате и вие, има директни преноси.
да се станати со владата, но држува. Добро, еве и двајцата да ве прашам, доколку се случи, што се надеваме, преговори успешни, некаков договор и така натаму, што ќе се случува со овие масивни санкции под кои е Русија? Тие предпоставам нема следниот ден да се укинат или... Никако. Па сега, видите, јас сме разговарале дека не еднаш на оваа тема. Ова сето е долгогодишни подготовки и игри меѓу големите сили. И башка тема е сега Кина, вклучувањето, заканите на Бајден кон Кина, тоа се посебни теми. Така што сега еве со Русија е конфликтот. Што ќе се случи со санкциите? Мислам дека нема да дозволат американците, кои што ги обединија Европа и НАТО Така, на ова да прашање, на Украина, на прашањето на Украина. Тие се уште кога ќе дојде утре Полска и Унгарија внатре ќе си нема да бидат единствени како да сега, меѓутоа успеа НАТО и Европска унија да се консолидираат, да се обединат против Русија. Не знам, преку ноќ санкциите нема да се сменат. Ќе ја држат постепено. Постепено. Дајте ова лабавете, дајте, а можеби па ќе биде ставено и во договорите, ќе се намалуваат санкциите, како ќе се спроведуваат договорите. Дали тој договор ќе треба да биде оверен во Обединетите нации? Не, тој аспект се разгледува? Веројатно се разгледува, ама ви реков дека има ли договор, нема ли договор, како ќе биде, што ќе биде. Тоа се уште отворено прашање. Да, отворено прашање, ако го заверат во, мислам, се заверуваат како нашиот што е заверен во Обединетите нации, нормално, тој ќе мора тоа да се спроведе. Плюс ако бидат гаранти членките на Советот за безбедност и плюс Турција и Франција, мислам дека ќе биде многу голема обврска за Русија која што ќе мора да ги спроведе сите тие, па може да има и терминско спроведување на тие. Јас на ова прашање само една ќе одговорам. Ја мислам и сигурен сум дека додека оваа гарнитура во Кремљ и Владимир Путин е претседател на Русија, не верувам дека Западот ќе оди до тамо да ретерира после сето ова што се случи. Ми се чини дека ова му е шанса конечно да го сруши митот на Путин, митот на непобедливоста на руската воена моќ веќе гледаме дека го руши и не гледам зошто Западот не би одел до крај. Особено логично делува. Навални 13 години му се закануваат затворска казна, тоа не е случајно темпирано сега. Веројатно властите во Москва стравуваат дека Навални можеби би можело се тоа да излезе. Навални нема да излезе додека не биде тотално безопасен. Ако се смени власта ќе излезе. Не, може да Нелсон Мендела. 24 година на Путин му истекува мандатот. Тоа прашање... Проблем ли е, Мирче? Не, сакам да кажам. Не. Путин може како алиби во целата оваа ситуација... Да го искористи тоа? Нормално. Значи, не ме бутнавте вие, сам се повлекувам. Јас се повлекувам сам. Тоа чудо, Мирче, морам да кажам дека ќе биде поголемо од овие чуда што сега ги гледаме. Тоа е чудо, меѓутоа може да се случи, но... Тоа мора да биде внатре кремљски договор. Све договорено ќе биде и ќе биде одреден наследник од него. Дали ќе биде... Запамтете, прв пат сте го чуле во утрински брифинг во разговор. Наследникот ќе биде битен кој ќе биде наследник. Да не биде некој нов Путин или... Тешко дека демократ ќе биде наследник, Мирче, ако смеам да кажам. Нема тешко дека во такви договори излегува демократ некој голем. Вака сега. Релативна работа. Кога дојде Медведев да биде председател на полувремето Путин кога излезе. Кој инаку сега е еден од најрадикалните во изјавите. Тој мислам дека и задолжен да дава. Председател е втор човек е во Советот за безбедност. Да, ама сакам да кажам, веројатно е задолжен да дава баш онака радикални изјави. Тој беше тогаш либерал голем. Тој американците го носеа во раце, као бебе го ниша. Ама се уплаши Путин па го... Се согласи, дури се согласи за Либија нема да има зона за летови, па после Путин рече грешка направивме кога го... Така што мислам дека ова ќе сака, како што да работи, ако сака некако спокосно, да нема санкции и ќе си отиде као еве, ја господа си одам, заминувам. Значи сакаш да кажеш, некако сме прилика во вториот чин на Чехов, ќе има и трет чин, пред да се спушти завесата. Еве, сме живи, здрави за 2 години, ќе разговараме, 22 сме, 24-та, еве каде е. Благодарам Мирче Адамчевски, Дејан Андоновиќ, благодарам.